Колега Каевски, мора да признам, убаво експозе, меѓутоа заборавивте дека не сте министер за финансии, туку сте пратеник и сте должни да ја извршувате и практицирате надзорната и контролната работа на собранието. Затоа што вие зборувавте во прво лице множина, ние ќе направиме, ние ќе обезбедиме, ние ќе реформираме, меѓутоа ова е предлог буџет на владата на Република Македонија и на министерот за финансии, а не е на владеачкото мнозинство во собранието. Доколку со еден ваков говор се сметале дека или се сакале да се наметнете кај вашиот нов председател, ја разбирам амбицијата, меѓутоа колегијално би ве посоветувал дека оваа влада предводена од ДУИ нема шанси да ви дозволи да земете министерски места кои што се раководени од ДУИ, така што може би е подобро да се насочите кон некој друг ресор. Зборувавте за 5% економски раст и оно што цело време го прашувам при расправа за овој буџет е врз основ на каква анализа или врз основ на какво претходно емпириско искуство вие заклучувате дека оваа влада ќе обезбеди ваков раст, со оглед на тоа што веќе пета година абер нема СДСМ да дојде до 5% раст. Исто како што велите дека ќе го намалите јавниот долг, врз основ на што тоа го вие велите, кога гледаме дека секоја година долгот на оваа држава со оваа влада се зголемува. Или зборувавте за капитални инвестиции и реализација на капитални инвестиции. Да, се предвидуваат капитални инвестиции, се предвидували во претходните буџети, меѓутоа, каква е реализацијата на тие капитални инвестиции? Па дел од овие проекти кои што сега ги напоменавте се стари по неколку години и ги има во програмите и подпрограмите на министерствата и во претходните буџети. Зошто тие не се реализирани? Не е доволно само да се излезе на говорници да се каже, треба да има и основа за тоа што се кажува и некаква индикатор, некакво емпириско искуство или некаква соодветна анализа како сте дошли до еден таков заклучок. Зборувавте за реформа на администрацијата. И јас се слагам дека ни треба реформа на администрацијата, меѓутоа тоа го слушам и од вашиот поранешен председател како премиер на оваа влада и од оваа владеачко мнозинство веќе пета година. Зелената агенда преку програмата за зелен развој ја имавме и лани, не е нова, меѓутоа не се искористија парите од таа програма. Не верувам дека ќе се искористат и оваа година, затоа што се пренаменуваат срочно како и сите тие проекти со кои што ќе се исфалите овдека на говорница, во следниот ребаланс доживуваат пренаменување. Благодарам. Контрреплика пратени